Добро вечер. Јас сум Баско Ефтов, емисијата во Центар на Алсатем телевизија. Вие сте на вистинското место, почитувани гледачи, бидејќи во наредните 50 на минути и вие и јас имаме право да знаеме вистината. Тема на нашата вечерашна емисија дали на самитот на НАТО во септември во Кардиф во Велика Британија може дојде до проширување со 4 или 5 нови држави членки на НАТО, дали Македонија може да добие покана за членство во НАТО и какви ќе има тоа реперкусии и рефлексии врз политичката ситуација во Македонија и геополитичката ситуација во целиот овој регион. Петар Шкрбе најверојатно еден од убедливо најдобрите геополитички аналитичари во делот на Југоисточна Европа. Некаде пред 30 години беше координатор на оној проект за производство на тенкот Т-84, кој во тој момент се сметаше најсофистицирана воена опрема на поранешна JNA. Подосна тој тенк беше продаден на Кувејт некаде 161 парче и се покажа како извореден во таа заливска војна помеѓу американците и структурите на Садам Хусеин. Некаде пред 3 недели во Брисел, Мило Џукановиќ, премиерот на Црна Гора, изјавува НАТО има се уште работа и улога на Балканот, посебно во Западниот Балкан, и да го цитирам, вели: Босна и Херцеговина е нефункционална држава, Македонија се соочува со перманентна криза, а односите помеѓу Белград и Приштина се уште не се решени. Што значи де факто НАТО е потребен и треба да биде присутен овде се дека не се решат тие односи. Во која форма смета дека НАТО ќе биде присутен на Балканот и можно ли овие три држави, Босна, Црна Гора и Македонија, да станат нови членки на НАТО на самитот во Кардиф во септември оваа година? НАТО као сада политичко-војна организација. Он е кроз своје фазе био војна организација, војно-политичка организација, сад е политичко-војна организација. Сама таа кодификација едnog војног савеза бившег говори да улога НАТО пакта у земјама које још увек немају стабилност, било у смислу нерешених проблема унутар држава или нерешених проблема измеѓу држава с којима граничи, може да одигра врло важну улогу. Во која смисла, например? Ако Џукановиќ вели Босна и Херцеговина, сега не го цитирам Џукановиќ како некој супер авторитет, меѓутоа сепак од човек кој е веќе во комуникација со НАТО, Црна Гора доби датум за преговори со Европската унија, очекува во Кардиф можеби да добие и покана за членство во НАТО. Веројатно ќе добие. Веројатно ќе добие, посебно поради таа стратешка позиција, морето, претходно силни руски инвестиции и е од голем интерес на американците, посебно на НАТО, Црна Гора, да дојде во зоната на влијание на американците. Вели Босна и Херцеговина е нефункционална држава, тоа нели сите го знаеме. Односите помеѓу Белград и Приштина не се решени после победата на Вучич, сега го чекат и Хашим Тачи избори парламентарни во Косово, веројатно и тој процес и пакет ќе биде запакуван и ќе биде решен. И останува Македонија, кога гледате, еден Мило Џукановиќ, кој не беше премиер на држава која беше независна и која беше формирана кога Македонија го доби кандидатскиот статус или датумот за преговори со Европската унија, всушност ја дефинира Македонија како држава која се соочува со перманентни кризи. Така начин не дефинират од надвор. Стиče се дојам да, без обзира што официјални изјаве македонских политичара кои су тренутно на власти кажу да су стратегиски циљеви НАТО пакт и Европска унија. Ali istovremeno, kad analizirate koje poteze aktuelna vlast sprovodi, sem tog deklarativnog izjavljivanja oko strateških ciljeva, drugo se ništa ne radi. Vlast deklarativno govori o strateškim ciljevima, a u suštini boji se da se dogode ili da se ostvare ti strateški ciljevi. Razlog je vrlo jednostavan. Pravila organizacije kao što je NATO pakt je da se kontroliše u državi puno segmenata državnih koji se moraju usaglasiti sa oficijalnom politikom jednog saveza kao što je NATO savez. To trenutno kod nas u Makedoniji ne odgovara aktuelnoj vlasti. Ние доста ранливо можеме да одиме на тој самит на НАТО. Сега кај нас се овие председателски и предвремени парламентарни избори. Можно е да се случи. Значи јас не велам, не би влагале во политичка анализа, но можно е да се случи
да биде избран или реизбран сегашниот председател и тој како врховен командант да ја представува Македонија на самитот на НАТО во Кардиф, а албанските гласачи да не го признаваат врховниот командант. Значи, освен проблемот со името, ние би отишле на самитот на НАТО, може би, во Кардиф, со председател и врховен комендант, без легитимитет кај еден дел од граѓаните на Република Македонија. Moguće. Што може да биде проблем. Može biti vrlo seriozan problem. Ako to stane politička tema, ako to stane javno nesaglasuvanje unutar države, a poslije Ohridskog Rampunovog dogovora mi imamo obvrsku da ni jednu vladu ne možemo sastaviti ako ona nije od pobedničke makedonske političke partije i od pobedničke partije albanskog elektorata. Jedan od najvažnijih kriterijuma da bi postala članica NATO pakta je takozvani da imaš rešene probleme sa susjedima, znači da nemaš probleme sa susjedima, i takozvana unutrašnja politička stabilnost. Дали може да се повтори 2008 година, кога американците инсистира на прием на Македонија, прием на Украина и прием на Грузија во структурите на НАТО, а Германија и уште 18 други европски држави не се согласија со тој предлог или со тоа инсистирање на американците. Денес германската влада и нејзиниот портпарол вели дека не е време 4 држави добијат покана за проширување или за ново членство во НАТО, тоа е Македонија, тоа е Босна и Херцеговина, тоа е Грузија и тоа е Црна Гора. Германците воопшто не спомнат Украина, тука се поставува клучно прашањето колку се германците зависни од рускиот газ и руската нафта и може да им се спротивстават на американците кои инсистираат на брзо проширување на НАТО со 5 нови држави. Што ви очекувате на самитот на НАТО во Кардиф? Што може да се случи? NATO ima strašnu potrebu sada da poveća broj članova. Prosto će inzistirat da pokupi koga stigne i kako ume, da postane članica, punopravna članica NATO pakta. После ова што се случува со Украина. Poslije ukrajinskog problema. Tako da nisam siguran šta će definitivno u Kardifu da se odluči. Može čak i da se dobije ona prava покана за Македонија. За Македонија. Иако многумина смета дека ако не се добија права покана, може да се добие некоја условна покана. Pa да речеме. Mislim više da će se ići na soluciju takozvane uslovne pokane u во рок nekakvom... од 5 години или рок од 10 години се Mislim da решат neće biti ни временска рамка. ni vremenska ramka postavljena, jer to su teški pregovori ili teške ispunjavanje uslova, onda to se vleče. Има еден факт кој е тука интересен, например. Овој самит на НАТО во Кардиф е последен на Расмусен, генералниот секретар. Значи, после него на 1 октомври на чело на НАТО доаѓа Јенс Столтенберг, значи поранешниот премиер на Норвешка. И претпоставам дека Расмусен би сакал својот мандат да го заврши со некој Биг Бен проект. 2, 3 или 4 држави, може би 5 држави да станат полноправни членки на НАТО. Секој генерален секретар сака во неговиот мандат да има некој таков проект кој би можел да го одбележи или да би знак на одреден квалитет на неговото владење со НАТО. Ja ću vas podsjetiti da kad je bio samit u Bukureštu 2008. godine, Makedonija i odnosno naši predsjednici vlade i predsjednice Republike su otišli u Bukurešt da prihvate prijem Makedonije u NATO pakt pod firom. Znači nije bio uslov da promenimo ime, nije bilo uslov ni Republika Makedonija kao... Фиром и втората варијанта беше Република Македонија во Заграда Скопје. Dobro, oni su ponudili to rješenje i rekli da može tako, da se oni slažu kao predsjednik države i predsjednik vlade. Međutim, mi smo bili u paketu sa Gruzijom. И со Украина. I sa Ukrajina. Smo bili u paketu. Tog momenta praktički je Rusi podigli, uslovili cenom gasa, tako da je 18 zemalja zapadne Europe bilo protiv toga da Makedonija, Gruzija i Ukrajina uđu u NATO pakt. Znači, Posebno Германија.
Dobro, ona je vodila, jer ona je bila najugroženija. Koja je isključitelno zavisna od toj ruski gas i ta ruska nafta. I bilo je to zaprečeno i automatski su tih 18 zemalja Zapadne Europe glasali protiv ulaska u NATO pakt ove 3 države. Може ли да се јави двојство, да се јави конфликт помеѓу американските интереси, кои се очигледни дека сака да приклучат се што може кон полноправно членство во НАТО и германските интереси зависни од рускиот газ, да нема проширување на НАТО? Може ли конфликт да се јави? Njemačka je vrlo jaka zemlja ekonomski i može si dozvoliti takvo ponašanje. Може да си дозволи да има спротивен ставот на американците? Da. Мислите дека би одела до тамо? Da. Sada, u sadašnjoj fazi, mislim da bi otišla do tamo. Zato što bitno, ovakav stav Amerikanaca bitno utiče na ukupne interese Germanije. Bitno utiče na ukupne interese Germanije. I više ne mogu sebi Njemci dozvoliti da se tako manipulira s njima. Веќе знаете, ако ја гледаме Кримската криза, Русија го добива Крим. Има советник на Путин, поранешен економски советник, кој вели дека Путин тука нема да застани. Дека Путин смета дека большевиците, не знам и Горбачов, дозволиле распад на некоја кралска руска територија, тотално безпотребно. Прито се спомнува Финска, се спомнува делови на Украина, се спомнува Грузија и делови на Молдавија. Значи дека русите тука нема да застанат, меѓутоа сепак они го добија Крим и направија одреден преседан после Косовскиот преседан. Од друга страна, американците добија свој премиер во Украина. И сега германците остануваат на еден бришан простор. Би сакале со русите да се во одлични односи, економски, политички, а од друга страна американците имат интерес после Крим да не дозволат такви процеси во Европа. Njemci imaju prvo ekonomski strašan interes da imaju dobre odnose sa Rusima. Znači, prvo je... Па дури во време на студената војна, гасот и нафтата руски се оделе во Германија. U geostrateškim razmatranjima energija je uvek bila jača od politike. Znači, ono što je energija odlučivala, bio gas, bilo nafta, bilo električna energija, što je odlučivala za opstanak neke države, to su elementi bili koji su bili istovremeno i politički elementi. Prema tome, Njemci će gledat itekako svoj interes, bez obzira na stav Sjedinjenih Američkih Država za proširenje NATO pakta. Што ќе прават американците? Американците попуштија во Букурешт. Тогаш Џорџ Буш беше на крајот на неговиот мандат. Тој е председател во последна година на владење, обично и не инсистира до крај. Ja se ne bi složio sa konstatacijom Amerikanci popuštiva u Bukurešt. Evropske države su bile te koje su oborili odluku o prijemu Makedonije, Gruzije i Ukrajine u NATO pakt. Evropske države, 18 evropskih država. Zato što su ekonomski ovisili jer su Rusi rekli u redu. Добро, може ли да се случи сега? Ако во Букурешт 2008 година 18 европски држави донеле таква одлука, сега делот европски држави ќе се плашат, предпоставувам сега на сосема нова ситуација на терен. Посто оно што се направи со Крим, има референдум и делови на една држава, тој Украина, значи говориме за Украина, не говориме за некоја мало државиче, не говориме, не знам, за делови на Македонија или делови на Бугарија. Говориме за Украина која беше трета нуклеарна суперсила пред 20 години, ако не го уништеше својот нуклеарен потенцијал и се приклучува кон Русија. Најголем дел од европските држави има такви територијални проблеми. Sve imaju takve. Може ли тоа да ги исплаши Bukvalno vi ne možete naći državu u Europi koji ne može da se izazove problem kao što se problem u Ukrajini i sa Krimom. Možete, ako posakate, možete da izazovete takav problem, ako se stvori uslovi za takav problem. Што вика Басеску, председателот на Романија, се плашам дека делови на Приднестровје Русите исто може да го земат, како што направија со Крим. И еве и неги на границата источна на Романија, Словачка, Маđarска, Баскија, Велс, Велика Британија, Белгија.
Italija. I sad, kad analiziramo Europu kao... Makedonija? Mislim da Pa, hodat nekoj procesi vo nesakam pravec. pa, znači, vraćamo se na tezu da nema države u Europi u kojoj se ne može izazvati kao domino efekat problem onaj koji se izazvao pripajanjem Krima Rusiji. To može li da го iskoristat Американците и да го наметнат ставот дека мора да се прошири НАТО со нови 4 или 5 држави? Može, zato što ovo su jako seriozni argumenti i svaka država u Europi da bi održala stabilnost svoju, verovatno će pristati na neke zahteve koje od njih bara Amerikanci. Дали после таа војна криза во Украина и анексијата на Крим, односно приклучувањето на Крим кон Русија, може да се случи во одреден страв дека такви инциденти може да се случат на територија на повеќе држави во Европа, дали е тоа Романија, дали е тоа Словачка, дали е тоа Унгарија, дали се тоа делови на Франција, со Корзика, делови на Италија, Баскија и така натаму, дали тој страв може да ги принуди структурите на НАТО да влезат во брз процес на прием на 4 или на 5 нови држави во структурите на НАТО. Тоа е Црна Гора, тоа е Босна и Херцеговина, тоа е Македонија, тоа е Грузија и евентуално Украина. Русите тешко ќе дозволат влегување на американците со НАТО во Украина. Бидејќи некаде од 1924 година, 23 година, кога Сталин доаѓа на власт во Советскиот сојуз, после Сталин доаѓа Хрушчов и после Хрушчов доаѓа Брежнев. Хрушчов и Брежнев се родени во Украина. Сталин е роден во Грузија. Значи, во период од 60 години во најновата руска историја на власт биле луѓе кои се родени или во Украина или во Грузија. Оние сметат... За Брежнева се каже да е, не знам које години, био мајор за време неког рата, да е био водио своју единицу у Украина. И сега американците, кои гледаат што се случува со Крим, и ако во Украина револуцијата е направена, нели, за Украина да ги подобри своите односи со Европската унија и со Брисел, ако постои правило дека прво се станува членка на НАТО, а после членка на Европската унија, тогаш ако Украина влезе во процес на асоциација, стабилизација и други проекти за приближување кон ЕУ, тогаш е само прашање на време кога НАТО војската ќе биде стационирана во Украина. Ќе дозволат ли русите? Мислим а ќе се откажат ли американците? Ја повторувам војно-технички аспект тог проблема да би Украина постала чланица НАТО пакта. To znači da Ruska federacija nema možnost onog momenta kad NATO pakt instalira raketne sisteme, ne znam sad čuda danas šta sve nema, u Ukrajini, da se fizički odbrani. To je jasno sad Rusima. Prema tome, Rusi to ne mogu dozvoliti. Ne mogu dozvoliti po cenu, ne znam koju. Не знам коју. Значи, ако бидат во Киев стационирани тие лансирни рампи, што требаше, например, во Полска или во Чешка, тоа е некаде воздушна линија 750 км до Москва. Тоа е 2-3 минуте, пазите. Тоа е онај проблем да кад некој из Украине лансира ракете према Советском Савезу, овај нема време да реагуе. Нема протуракетним штитом или системом да их уништи у лету. One će odletati i pas negde. Što će pravi Ruska federacija? Šta? Udara po čemu poslije? Po Ukrajini? Po čemu? To je, rekao sam, tehnički vojno-bezbednosni problem za Ruse i Rusi će sve uraditi da se to ne dogodi. A Американците ќе направат све да може да ги внесат овие 4 или 5 држави, Црногора, Босна, Македонија, на Косово се присутни преку Бонстил, може би Украина, може би Грузија, по членство во НАТО. Тоа е нивна стара, дамнешна идеја. Да. Да дојдат до самата граница на Русија. Да. Меđutim, ponavljam, Rusi to teško mogu prihvatiti, to mislim da neće ići. Бидејќи, ето господин Шкрбина, стара е таа идеја на американците. Тие секогаш го сметале НАТО како мост и како модел кој нив ги прави голема европска држава. Кој не би бил НАТО,
тогаш американците не би можеле функционални никако да влијат и да бидат присутни во Европа. Дури американскиот амбасадор во НАТО долги години се нарекуваше американски гувернер во Европа и имаше амбасадори на НАТО како Викторија Нуланд кои знае на масата тропнат. Сега таа и ги редеше коцките во Украина, нели, околу тоа кој ќе биде украински пример. Секогаш американците сакаа преку НАТО да бидат многу присутни во Европа. Ке можат ли тоа да го избоксираат ке имат ли сила американците, дали се во кондиција да го избоксираат тоа во Кардиф? Ако мислите да би могли да избоксирају да Украина, може Украина, Грузија, Македонија, не знам, Босна и Херцеговина. За Украина не могу да избоксирају. Значи нема шанса. Нема шанса. Ке понудат некој Затоа што постои, треба да знаете да постои уговор НАТО-Русија. Околу нуклеарното разоружување. Добро, али постои договор. Ми детаље тога договора не знамо, веројатно не може неко проширит се толико у тој мери, а да за то ипак не да согласност Русија. Има некои анализи кои дека Русија со припојувањето на Крим прво го има прекршено тој договор. Тоа е као кршење меѓународnog договора о интегритету неке државе као што е Украина, кад ви сад њој узмете deo teritorije. Sad, zato se kažu referendum je nelegalan, ovakav, takav i tako dalje i ne priznaje se kao takav. Međutim, i stalno se spoređuje Kosovo. Ako ste primetili u zadnje vreme se stalno Krim, kako je Kosovo postalo nezavisna država, samostalna i tako dalje. Mi znamo kako je Kosovo postalo. Znači, i to je bio izuzetak, ali izuzetak koji je prošao. I danas je Kosovo ipak nezavisna država i gotovo. Možemo mi kazati šta god hoćemo. Mislite дека тој исклучок и со Крим ќе помини? Ќе помини. Помени ќе помини. Знаете зашто? Украина и во рамки на Советскиот сојуз имаше свој амбасадор во Обединетите нации. Украина како земја која имаше најмногу жртви во текот на Втората светска војна беше наградена со свое столче во Обединетите нации. Еден од основачите на Обединетите нации. Кад се Обединетите нации оформljene, значи кад je među 20 članica koje su postale prve članice Ujedinjenih nacija, bila je Ukrajinska Sovjetska republika, jedna od članica koja nije bila samostalna država. Ona je bila u okviru Sovjetskog saveza u to vreme, ali je postala članica Ujedinjenih nacija. Rusija je imala tada 2 glasa. Sad, ja obično se pitam kako to sad, ajde, Rusi dozvolili da Ukrajina bude članica Ujedinjenih nacija, da ima 1 glas više, jel tako? Ali kako je neko odlučio da primi jednu socijalističku republiku koja nije samostalna država u Ujedinjene nacije? To znači, interes prema Ukrajini je postojao, da ne kažem, od pamtivijeka. Pa велат, со такви рудни богатства, таква вода и таква земја, таа може пола свет да храни. To je žitnica Evrope, tako se govori. Mislim, ona je stvarno bogata zemlja ko poznaje tu zemlju. Rudnim bogatstvima, znači žitnim poljima i tako dalje. To je... sad, tu kad malo uđemo u historiju, recimo Drugog svjetskog rata ili tako dalje, onda ćete, čuvena Vlasova armija, znate to, kad su Njemci ušli u Ukrajinu, pošto je Hitler prvi prodor vršio prema naftnim poljima i to, Njemci su dočekani kao oslobodioci kad je u Drugom svjetskom ratu, kad je Hitler krenuo. Tako da, postoji neka, i sad taj Vlasov koji je bio u stvari fašistički formacija i tako dalje, to znači, sad kad se prisjetite toga svega, onda vidite da je ta Ukrajina bila strašno interesantna kao država kroz historiju velikim državama Evrope. Како што е и сега. Kao što je i сега, da. To samo možemo ovako na kraju da potvrdimo, udarimo pečat. Значи можеме да резимираме, Македонија може да очекува, ако не директна покана за членство, тогаш некој условна, а Украина то тешко. Teško.
Vrlo teško. Тука нека да правиме мала пауза за реклами. Останете со нас да проследите вториот дел на нашата вечерашна емисија. Блокмакс – ефикасен при различни типови болка. Од Алкалоид. Немате идеја што да купите за подарок? Се прашувате дали ќе му се допадне подарокот на оној за кого е купен? За родендени, годишнини, свадби, дипломски. Сега има сигурно решение. Картичките за подарок на Евростандард банка се вистинскиот подарок за секоја прилика. Евростандард банка. Биокрил Актив од Алкалоид е масло од антарктички крил, богато со омега-3 масни киселини во форма на фосфолипиди. Споредено со триглицеридните, омега-3 масни киселини од рибиното масло, фосфолипидите од Биокрил Актив се многу поефикасно искористени во организмот. Помага во регулирање на нивото на холестерол во крвта. Комплетен извор на есенцијални масни киселини. Природен антиоксиданс астаксантин. Биокрил Актив. Клинички испитан производ на Универзитетската клиника за кардиологија во Скопје. Што во ДУИ очекуваат од септемврискиот самит на НАТО во Кардиф? Некаде пред 2 месеци Али Ахмет имаше многу тврда политичка оценка дека ако не добиеме датум за преговори со Европската унија и покана за членство во НАТО на септемврискиот самит во Кардиф, тогаш многу лесно по условија предвремени избори во наредните 12 или 24 месеци може да се случат нови предвремени избори во Република Македонија. Каков е ставот на ДУИ? Дали има териране во однос на таа позиција на Али Ахмети? Разговараме со Ермира Мехмети. После посетата на Македонија во грчкиот парламент, Венизелос изјавува: немаме никаков начин и немаме модел како да натераме Македонија да се нарекува така како што ние сакаме. Тоа де факто помене, значи отклонување или на некој начин отстапка на Грците од таа нивна ерга омнес формула име за севкупна употреба. Има ли некои сигнали? Можно ли Македонија да добие некоја условна покана на самитот на НАТО во Кардиф за полноправно членство во НАТО? Нашата политичка оценка говори дека додека не завршат европските избори и изборите во Грција, не може да се очекува некаква промена на позиции, но во секој случај очекуваме периодот што следува потоа, значи иако никој не очекува да се работи во лето, таа тивка дипломатија може да си тера својата работа. И очекуваме во септември да добиеме покана на самитот на НАТО во Лондон. Условна или со решен проблем и пакет за името? Тешко ми е да предвидам или да дадам некоја дефинитивна оценка дека би успеале да го решиме името до септември, затоа што тоа би подразбирало фактички евентуална заедничка позиција, односно договор помеѓу Македонија и Грција, кој што потоа би требало да помине на референдум овде кај нас. Мислам дека временскиот рок е премногу краток за да очекуваме, значи, избори, домашни избор на нова влада, избори во Европа, избори во Грција, плюс референдум до септември. Премногу е краток периодот, не се ни 5 месеци всушност, а сите тие циклуси би требало да бидат заокружени. Тоа е малку преамбициозно. Во последните 15 дена има силни шпекулирања во македонската јавност, не се објавени, меѓутоа се присутни во тие политички кулари, за наводна средба на Бесими, на министерот за надворешни работи Поповски во Германија, со луѓе од кабинетот на Меркел, на кој присустват и луѓе од кабинетот на Самарас. Побарен е грејс период поради кризата во Грција со ова националистичката партија Зора, Нова Зора, кај што Самарас побарува одредено одлагање на решање на проблемот за името за 2015 година. Имате ли такви некои сигнали или може тоа да се случи? Дека има една зголемена дипломатска активност од страна на Германија по однос на спорот, тоа е неспорно. Јас тоа го почувствував и при една посета како пратеници која што ја имавме на Германија пред околу 2 месеци.
може да се почувствува таа заинтересираност и всушност таа посветеност поради фактот што ваквото статус кво навистина станува неиздржливо. Иако портпаролот на германската влада минатата недела имаше многу тврда изјава дека не е време за проширување на НАТО, при тоа ги спомна 4 држави, тој е Црна Гора, Босна, Македонија и Грузија, воопшто не ја спомна Украина. Тврд е ставот на германците да нема проширување на НАТО на самитот во Кардиф. И јас мислам дека Македонија не спаѓа во државите кои што се аспиранти за проширување. Република Македонија е всушност дел од алијансата, но формално треба да се вклучи штом ќе се реши спорот. Јас верувам дека фактот што ние го спроведувавме процесот во рамките на А3 групата, значи дека ние сме дел од таа група која што од 2008 можеме на амбасадорско ниво состанок да добиеме поканата ако се реши нашата пречка пакетот. Не е реформска, не е политичка во смисла на исполнување на критериумите или така наречениот МАП, акцијскиот план за членство кој што го бара алијансата од земјите аспиранти. Република Македонија сепак чекор понапред. Али Ахмет имаше тврда изјава пред 2 месеци дека ако во септември не се случи тоа што се очекува од НАТО, или ако не ги приближиме нашите ставови да добиеме датум за преговори со Европската унија, дека може да се очекува и нови предвремени избори кои би можел тој да ги побара ако не се реши таа европска агенда на Република Македонија. Тоа беше поприлично тврда една позиција на Али Ахмети. Дали очекувате атерирање во текот на изборната кампања или после изборната кампања или останување цврсто на тој став? Наш интерес е овој изборен процес во кој што се наоѓаме да го заокружиме успешно и во демократска атмосфера, да обезбедиме како партија учесник во извршната власт амбиентот, климата, денот на изборите да течат во безпрекорна демократска атмосфера, без никакви притисоци, уцени, застрашувања и така натаму. Како понатаму ќе изгледа политичката сцена, мислам дека во овој момент не е на мене да калкулирам или да предвидувам. Ја слушнавте изјавата на Антонио Милошевски, поранешниот министер за надворешни работи, во саботата на она чат комуникација или фейсбук комуникација на тимот носители на листи на ВМРО-ДПМН, вели се соочуваме со 2 типа или 2 видови на вето. Едното е грчко вето и второто е вето на ДУИ во однос на изборот на тоа кој може да биде председател или кандидат за председател на Република Македонија. Значи ДУИ сега веќе и директно обвинет од страна ВМРО-ДПМН дека освен грците и таа става вето на патот на Македонија кон некои европски интеграции или на некоја внатрешна демократска кохезија? За мене тоа е предизборна реторика. Ке се изнаслушаме, верувам, секакви сега формулации кои што имаат за цел мобилизација на масите на денот на изборите. И од наша страна и од нивна страна верувам ке има секакви интересни креативни формулации. Јас не верувам дека барањето на ДУИ за заедничко градење на една личност која би била заеднички прифатлива е некаква уцена. Напротив, тоа ќе беше доказ дека сме успеале да изградиме доволно ниво на заедничка доверба, односно меѓусебна доверба, за да може да си веруваме заеднички и да веруваме во еден заеднички кандидат. Жалиме што тоа не беше прифатено и сватено во тој дух и на тој начин. Сега велите чао председателе. Тоа важи за Ѓорги Иванов или важи за сите кои се кандидати за председател на државата? Јас не верувам дека било кој од овие кандидати во изборната трка го исполнува профилот на консензуален кандидат кој што го промовираше ДУИ, а иронично е тоа што секој од нив на свој начин сака да се промовира како консензуален, односно го користи терминот консензуален во својата реторика. На сите чао председатели им велите Тоа всушност. едноставно покажува или единствено покажува дека само ние всушност имавме издржлива политичка платформа, сите останати има реално популистичка платформа. Да си апелираме на собствените, да го градиме националистичкиот дух во нашата толпа, во нашата маса, да не размислуваме за интересите на државата. Добро, господин Мехмети. Теоретски може да се случи да успеат изборите, да имаме нов председател. Вие на тој председател му велите се во кампањата чао председателе, а во Кардиф кој да биде избран, дали да биде избран Ѓорги Иванов, дали да биде Стево Пендаровски, да биде врховен командант
и да ја внеси Македонија во НАТО, бидејќи вие, како што рековте пред 7-8 минути, очекувате покана и прием на Македонија во полноправно членство во НАТО. Како со тој чао председателе, ако имате повторно министар за одбрана, Тала Џафери, можеби вие, не знам, некам да шпекулирам, би се координирале и би функционирале? Па ако успеат македонските партии меѓу себе да изградат такво ниво на меѓусебен консензус за кој што говориме сите, значи согласност дека ќе прифатат некакво решение компромисно па да отидеме во Кардиф, за нас тоа би било уште помал проблем. Наша повисока цел е, или највисока цел е членството во НАТО. Ако тоа било кој од кандидатите успее да го испорача, тоа ќе биде за поздравување. Во овој момент е рано да предвидиме кој ќе биде резултатот. Очекувате да нема цензус? Зашто едната од варијантите сепак да биде обезбеден цензус. Втората варијанта, која дел од албанските аналитичари блиски на опозицијата велат дуи прекјутно ќе даде доверба на Стево Пендаровски во вториот круг, иако претходно веле тоа со американците ќе го направат во првиот круг. И третата варијанта е нели да нема цензус и да се влезе во една варијанта која бара дуја, која подразбира избор на председател во собранието, со можност да биде избран и подпредседател од редовите на албанскиот етнички кампус, што за дуја е прифатлива варијанта и евентуално, ако биде обезбеден цензус и биде избран Ѓорги Иванов, тоа остава можеби најширок маневарски простор, бидејќи Ѓорги Иванов ќе направи се оно што ќе му каже Груевски, па дури да го прекине мандатот на пола. Дуи не прави никакви задкулисни калкулации, договарања, превирања со било кој од политичките актери или партии. Значи не играме нечисто. Не правиме тајни договори, полутајни договори по кафани, ресторани, не ги менуваме нашите политички ставови преку ноќ или рано наутро, не калкулираме со кандидатите на опозицијата. Јапонска храна не сакате? Ви смета на стомакот? Јапонската храна, односно вкусот е нешто друго, а договарањето за еднината на државата во јапонски ресторани, тоа веќе е проблематично. Знаете, во едно време за државата беше проблематично зашто партиите се договараа во клубот на пратеници, сега замислете колку би требало да биде проблематично ако се договарате во суши ресторан. Теоретски, ако бидете вие, например, министер за одбрана, се спомнуваше вашето име во многу кастинзи околу тие министерски место, меѓутоа да бидете некоја модерна ИБП ликјука, некоја модерна командантка од редовите на ДУИ и со овој чао председател ако биде избран повторно, теоретски пак велам Ѓорги Иванов, како би кохабитирале? Ќе биде интересно, ќе видиме. Се уште е рано да предвидиме. Дали во престрет на самитот во септември на НАТО, американците и меѓународната заедница ќе инсистира да биде формирана стабилна или да биде формирана про-НАТО влада во Република Македонија? Кои се варијантите? Дали ако Никола Груевски освои 60 или повеќе од 62 пратеници, ќе може сам да ја формира таа влада? Дали во таа влада може да има две албански политички партии? Дали ако Никола Груевски освои помалку од 52-3 мандати, ќе може да биде формирана широка НАТО влада која ќе биде така направена што ВМРО-ДПМН нема да биде дел од таа влада? За дел од тие прашања разговараме со Алберт Муслиу. Три можности се на маса генерално ставени. Првото е, значи не велам дека тоа е најверојатно, но го збориме за три можности. Првото е да биде направена НАТО влада. Ако ВМРО има некаде под 50 и нешто пратеници, тоа е најневеројатната варијанта според мене, под 50 и нешто или под 55 пратеника, тоа ќе се направи влада на одредени партии кои се НАТО партии кои како малцинска влада би влегле и ја внесле Македонија во НАТО. Тоа е најневеројатната варијанта. Втората е да биде ВМРО победник на изборите, но да има две албански партии и сите македонски партии, освен СДСМ, да биде дел од таа влада. И третата варијанта е ВМРО да освои повеќе од 60-62 пратеника, или да има 62 пратеника сам или со партија на Стефче Акимовски, например, и тогаш да не земи две албански партии или да не земи дуи да земи друга некоја албанска партија. Кој од варијантите вас ви се најреални? Почнам од третата. Прво, кај албанските политички партии важи одлуката која донесе од 2008 дека победникот е тој што влегува во владата, независно што бара македонскиот партнер, затоа што тоа е рефлексија на изборот на албанските гласачи. Така да, пореална е варијантата да влезат две, отколку да влезе таа што би изгубила. За мене е одржлива варијанта да влезат двете политички партии, и тоа е во случај да добие, да помане, да може сама да формира влада, но поради политичките констелации, нели, да повика партнер, албанска политичка партија која ќе влезе.
Дали би влегле двете, и тоа мислам, независно од политичките препукувања сега кои се случуваат, верувам дека повикување на две албански политички партии во владата е поголемо оптоварување и намалување на колачот кој самата ДПМН ќе го има. Така да варијантата, ја мислам дека и варијантата од 6-2-3 и за ДПМН ќе биде малце оптоварувачка, затоа што ќе мора некој работи да ги одлучи во тој мандат, а нема да има со кого да ја подели вината. Да речеме, Дуи има една позиција сега со кампањата Чао председателя. Да. Тој човек има реални шанси да биде повторно председател. Да. Ако е председател, ќе биде врховен командант. Да. Ако е врховен командант, значи ќе биде начело на целиот тој процес за влез или не влез на Македонија во НАТО. Во моментов Дуи има министер за одбрана. Да. Малку е абсурдно и теоретски тешко да се замисли на позиција на Дуи, кај што они му велат Чао председателе, тој човек стани председател. Иако политиката е све можно, но еве, тој човек стани председател, а Дуи е во таа влада. Ќе рискира ли Дуи со поддршка на Стево Пендаровски, а да остане и понатаму после изборите во влада со ВМРО да понат? Такви некои екзибиции имаше со Жерновски, имаше со Зоран Дамјановски. Да. ВМРО бенигно помина преку тоа, дали сега би поминал бенигно преку една таква варијанта? Ја мислам дека Дуи пореално е да оди во варијантата да не поддржи никого, отколку да смени во вториот изборен круг, да го поддржи едниот или другиот. Пошто за Иванов се изјасни не од старт, а за Пендаровски не се изјасни не од старт, дури во едно интервју ја остави можноста, но гледам дека во последно време варијантата никој да не се поддржи е многу поактуелна кај Дуи, отколку да се поддржи евентуално опозицијскиот. На бели ливчиња во вториот круг. Ако се оди на бели ливчиња, ќе се постигне цензусот. Ја мислам дека Дуи ќе инсистира во вториот изборен круг да нема цензус и не верувам дека Дуи ќе прекине со кампањата за промена на изборниот модел на председателот, независно како ќе завршат изборите. Целата своја политичка стратегија СДСМ опозицијата ја темелеше на еден факт, а тој дека Стево Пендаровски во првиот круг на председателските избори треба да постигне добар политички резултат, тој е тесен пораз или тесна победа, и на тој начин да се охрабрат неопределените гласачи во вториот круг на председателските избори и во првиот круг на предвремените парламентарни избори да дадат огромна поддршка или да се прекршат и да гласат за македонската опозиција. Изминатите 5 или 6 дена гледам дека таа мантра на опозицијата се менува и сега веќе не се кажува дека американците и албанците ќе му помогнат на Стево Пендаровски да има добар резултат во првиот изборен круг, туку мантрата е следна дека во вториот изборен круг Али Ахмети и Дуи можеби преќутно ќе му помогнат на Стево Пендаровски. Тоа менување на стратегијата на опозицијата веројатно говори дека нешто се случува во овој момент внатре во структурите и во стратегијата на македонската опозиција. Прашањето е што се случува. Ето зашто ја прашам. Да речеме овие албански аналитичари, условно речено блиски на СДСМ. Едно месец дена ни утепа со оние тези, па дури Радмила Шекеринска и Зоран Заев и целата таа на политичка номенклатура на СДСМ велеше клучен е првиот круг. Кога во првиот круг Стево Пендаровски ќе покаже добар резултат, тогаш ќе ги прекршиме неопределените гласачи. И помеѓу првиот и вториот круг неопределените гласачи, охрабрени од добриот резултат на Стево Пендаровски, би дошли и би гласале за СДСМ. Сега гледате како се менува, се пренос алто мортале на таа теза. Велат, не, Дуи нема да го поддржи Стево Пендаровски, ни тајно, ни јавно пред првиот круг, ама ќе направи тоа во вториот круг. Што ќе има втор круг? Ако овој направи разлика од 70.000 гласови у прв круг, тогаш ни Господ не може да го спаси Стево Пендаровски. Добро, албански гласови има повеќе од 130.000, 40.000, да речеме дека они би биле хомогени, дека они би биле мотивирани да излезат. Смета дека 80.000 гласови гласале на изборите за Ѓорги Иванов во вториот круг 2009 година, тоа се проценките. Не, сакам да кажем дека за СДС е најбитно како ќе поминат во првиот круг. И тоа е, дури и бројката од 80.000 и 70.000 разлика би била психолошки тешка, разорувачка. И не би им дала ни изговор на албанските политички партии за евентуално некоја промена на ставот. Била таа формална јавна или неформална. Ако цела кампања вие водите дека Стево Пендаровски е главната тупаница на опозицијата,
може да собере албански. Абе, тоа ќе има влијание и во Неопределен- парламентарните. избори. Апсолутно ќе има влијание. Тогаш јас се плашам дека они нема, ако Стево изгуби повеќе од 50.000 гласа разлика прв круг, они нема да имат наблюдувачи на избирачките места. И за мене Значи, ќе дојде еден бројката крах од 50.000 е на таа партија. бројката од 50.000 разлика Психолошки. е таа која ќе биде прекретница. Во случај да под 50, може да се случи и да води, не можам ја да навлегувам во тоа, во се слободни избори од нула се почнува. Но се до 50.000 гласови разлика ќе биде и психолошка бариера, но и ќе биде мотивирачка бариера и за албанските политички партии за евентуално да можат да ги испинуваат некои своји ставови од првиот круг и да навлезат во малце потешки политички преговори, кои не би ги вклучувале само председателските, него би ги вклучувале и парламентарните. Така да таа бариера од 50 зависи како ќе помине, како ќе помине првиот круг и според мене после првиот изборен круг што поизбалансиран е резултатот, све друго е можно да се очекува помеѓу првиот и вториот. Поголеми шансите дел од албанските партии можеби јавно да застанат за Реално е можно. Ја не гледам зошто би било неможно, затоа што од владеачката имаме два различни става, а од опозицијските албански бар од едната сме имали негативен став кон сегашниот претседател, а од другата не сме имали некој став, затоа што идат со кандидат свој. Така да во зависност од бројките ќе излезе сигурно со некој став. Експертите велат дека постојат три групи на резултати кои може да имат вакво или онакво влијание помеѓу претседателските и парламентарните избори кои де факто се меѓу себе како црева испреплетени. Ако разликата е некаде до 50.000 гласови, например, ако Стеван Педаровски не изгуби повеќе од 50.000 гласови, тоа може да има битно влијание врз парламентарните избори, односно да се подобри резултатот на СДСМ, може не многу, меѓутоа сепак да се подобри изборниот резултат на СДСМ на парламентарните избори. Ако разликата е помеѓу 50 и 100.000 гласови, тоа нема да има влијание врз парламентарните избори. Ако разликата е поголема од 100.000 гласови, например победа на Ѓорги Иванов во првиот круг со повеќе од 100.000 гласови разлика, тоа може битно да влие врз лош резултат на опозицијата и на парламентарните избори. Дали овие проценки ќе се покажат точни, ќе знаеме најмногу за 3 недели, почитувани гледачи. Пендаровски поприлично рискантно игра во кампањата. Да. Например, пред 10-15 дена Бранко Царенковски не беше поканет на конвенцијата на Стево Пендаровски со образложение дека на тој начин би ги избркал неопределените гласачи да гласа за Стево Пендаровски. Стево Пендаровски 7 дена после тоа оди во Струмица и положува цвеќе на споменикот на Борис Трајковски. За разлика од Ѓорги Иванов, значи ова трета варијанта, за разлика од Ѓорги Иванов кој има ерга омнес варијанта за името, Стево Пендаровски заговара условно речено рамковен договор на најсилните политички партии, веројатно под покровителство на претседателот и на меѓународната заедница, значи прави некои, ајде да речеме, асоцијации со однесувањето на Борис Трајковски 2001 година и на тој начин сака да ги придоби албанските гласачи. Тоа е прерискантна позиција. Вие да го тргате Црвенковски на страна, да сте предлог на СДСМ, а да личите на Борис Трајковски. Тоа е тешка политичка ситуација, морам да признам. Кон Црвенковски и посетата на гробот, тоа е дел кој има влијание нели врз членството на СДС или евентуално врз неопределените. Друго е ставот за НАТО, за името, тоа е дел од кампањата која верувам дека има влијание и врз неопределените македонци, но и ги таргетира и албанските гласачи. И неспорно дека албанските политички партии и нивните ставови шансите на Ѓорѓе Иванов да добие албански гласови ги намалиле, затоа што и секако и нели мандатот кој го имал, значи не бил тој мандат кој имал полно позитивни моменти со албанските бирачи. Така да реално шансата на Стево да ги таргетира тие гласови е добра. Значи не како ќе ги анимира да излезат на гласање и да земат ливчиња на претседателските избори, тоа е веќе друга работа. Кога би гласале на Facebook, ќе би гласале за Стево. Проблемот е на изборите веќе друга. Дали од Facebook може да ги донеси до избирачките кутии? Добре, во вториот круг тие до избирачките кутии ќе дојдат секако поради парламентарните избори. Но дали и на тие парламентарни, пошто ми имавме случаи на локалните избори каде што полно албански гласачи земаа ливче за да гласат на локалните избори, не земаа за претседателските, затоа и одзивот беше многу помал
на претседателските избори. Збориме за 2009-та. Да, значи во 2009-та многу помал беше одзивот на албанците на претседателските избори отколку што беше на локалните избори. Значи тоа све ќе зависи од резултатот од првиот избор. круг. Значи, мислам круцијален е и за не само за претседателските. Ја мислам дека и за парламентарните избори кои ода заедно со вториот круг на претседателските ќе биде круцијален првиот изборен круг и евентуалниот или можниот баланс кој би се воспоставил помеѓу кандидатите или можната огромна разлика. Тука некаде е крајот на нашата вечерашна емисија. Останете со нас, погледнете ги рекламите и подосна се враќаме да одјаваме емисијата. Блокмакс – ефикасен при различни типови болка. Од Алкалоид. Немате идеја што да купите за подарок? Се прашувате дали ќе му се допадне подарокот на оној за кого е купен? За родендени, годишнини, свадби, дипломски. Сега има сигурно решение. Картичките за подарок на Евростандард банка се вистинскиот подарок за секоја прилика. Евростандард банка. Биокрил Актив од Алкалоид е масло од антарктички крил, богато со омега-3 масни киселини во форма на фосфолипиди. Споредено со триглицеридните омега-3 масни киселини од рибиното масло, фосфолипидите од Биокрил Актив се многу поефикасно искористени во организмот. Помага во регулирање на нивото на холестерол во крвта. Комплетен извор на есенцијални масни киселини. Природен антиоксиданс астаксантин. Биокрил Актив. Клинички испитан производ на Универзитетската клиника за кардиологија во Скопје. Ова беше емисијата во Центар Расун Васко Ефто, почитувани гледачи. Ние се гледаме идниот вторник во истото ова време, кога ќе бидат познати резултатите од првиот круг на претседателските избори, ќе можеме да направиме на мала мини анализа што се случуваше на првиот круг на претседателските избори. Се гледаме идниот вторник во истото ова време. Пријатна вечер, Македонија, каде и да си.